програми наменети за целата публика. Добро утро и од мене. Денеска претпоставам дека ја видовте најавата како што и претходно ја гледате. Имам гостин во студиото кој што е музичар во вистинска смисла на зборот. И сега не зборувам дека тој е целиот живот со музиката, току пред се дека е гитарист во групата Морал и меѓу останатото реставратор на гитари. За сите негови приказни, за сето она што наназад го поминал, но и како професор би кажал на многу млади, но и повозрасни луѓе, за сите оние кои што сакале да научат гитара, тој баш ги има сите интересни приказни. Доаѓа од Штип и меѓу останатото ќе ни раскаже како е да се реставрира гитарата на Владко Стефановски, например, за сите негови приказни, но и настапот како предгрупа пред светски познатите Deep Purple ќе ни раскаже и самиот тој. Ивица Јорданов го имаме во студио и започнуваме за многу кратко. Да, кога имам вакви гости кои што имаат милион работи да кажат, секогаш викам дали ќе ни има време доволно оваа емисија, но како и да е, сигурен сум дека секоја минутка ќе биде интересна, бидејќи на вистина е динамична приказната на Ивица Јорданов, кој што денеска ни допатува од Штип. Сега барем Штип е многу поблиску. Поблиску. Добро ни дојде. Добро ве најдов, добро утро. Добро утро. Вашите гледачи. Тебе знам дека ти е веќе добар ден, бидејќи прилично порано стана. Па да, баш сега у разговор, нели? Ти спомнав. Не секогаш, ама знам да станувам доста рано, пошто легнувам порано, ајде да кажам. И се баре некај 3,5-4 саат станав. Тоа од возбуда, дека ќе имам интервју. Не ми е секогаш ова пракса, не се случува, станувам порано и првото кафе и почнувам, имам едно своје каче на своја работилница. Работно студио да го наречам. Така. Каде што се моите гитари се симнувам, нешто се чепка, ако треба за некои пријатели нешто да се реставрира, да се поправа. И така. Почнува денот. Може да кажеме дека си лекар за гитари? Матичен за гитари? Лекар, добро. Па, еве го работам тоа како хоби, веќе многу години. Зати се надевам луѓето со кои што сум соработувал се задоволни. Така. Ќе позборуваме за сите оние гитари на врвни музичари кои што си ги реставрирал, односно си ги средувал, но прво сакам да те прашам, матична група Морал, тоа се 20 и повеќе години, нели, искуство во таа група како гитарист. Вака кога ќе се навратиш наназад, на што прво ти текнува кога ќе се каже Морал? Морал, за прв пат ги видов. Може да е тоа 92-3, мислам дека тоа е стара група уште од раните 80-ти години, но престануваат со работа, не знам, крајот на 80-ти престануваат со работа, за да пак се формира 92 или 3-та. Прв пат кога ги слушнав, звучеше фантастично, пееше Орце Чунишин тогаш, и звучеше онака како да е некој странски бенд. Прв пат ги видов на македонска телевизија, мислам. Одлично звучи и многу ми се допадна тоа. За да после Венко Серафимов се запознавме во Штип. Венко работеше театарска представа во режија на Сашо Миленковски на Трипол се вика таа представа, премиера, и овде се запознавме. Јас свирев во некој штипски клуб, дојде на свирка и му се допадна начинот на кој што се изразувам со гитарата, свирам. Така да Венко ме покани, му свирев гитари, бев гостин на музиката што беше за представата. Во тој период Димитар Божиков беше гитариста и Димитар Божиков сакаше да прави своја кариера и излегуваше, тој се излезе од Морал. Нема гитариста. Венко ме препорача мене на лидерот на групата на Славчо Стојанов. И така настана таа врска, значи преку Венко дојдова во Штип. Значи групата која што тебе ти звучеше фантастично и се воодушевуваше на низината работа, на крај ти беше дел, односно стана гитарист на таа група. Бев 20 години
Имав штипски групи, меѓу кои Боб Рок, како поуспешен рок-н-рол бенд, снимавме 91-2 за македонска телевизија, кој што во тоа време не беше лесно да се снима. За МТВ, ние како млади момци снимавме неколку песни и бевме доста успешни, доста по емисии, гостувања по дискотеки. Беше добро време. Певте звезди. Певте Може звезди, така да се каже. Интересно е тоа, прв пат кога ни имаше во Весник, свиревме на Рокфест и во екран, имаше списание екран и не имаше на слика. Ние 5 души, четворица, 5 души бевме. И сега пази, слика ни од некои си 5 метра, сликата е 7 сантима, 15. Далеко слика, кој знае колку сме. И сега јас знам дека сум тоа мајка ми да ја види сликата нема да ме познае, но знам дека сум, мислев дека цел град беше предизвик да во тие времења немаше интернет, беше Го предизвик. чуваш ли тој екран? А тој го нема, тоа Или го немаш, помина. Муабетот ми беше предизвик да те има во Весник, да те има на телевизија и мислев дека сите знаат дека јас сум Весник. Кој знаат сите, мајка ми пак се навртам, не можеше да ме познае дека сум јас. Него кој излеавме во град, мислевме дека сме звезди. Детска работа, али тоа е тој ентузијазам и таа љубов за музиката. Па, кога веќе зборуваме за тој детски, младешки ентузијазам, тоа е и причината зашто ти си започнал со гитара. Си сакал на 13 години, ако не се лажам, да воодушевиш некоја соученичка. Па во тие години, да. Тоа беа години, пак ќе кажам, без интернет и без... Се знаеше што прават младите луѓе, или ќе спортуват, или ќе се занимаваат со музика. Јас спортував малку, некои спортови, локално, вака, со другарите. Ќе почнеш друго, по одбојка, по два, по тамо. Океј, и нешто спортов, посебно да бидам искрен, не ме влечеше. И почна гитарата да ме привлекува. Моите чичковци имаа гитара акустична и знаеа да свират, онака за подоба. И почна тоа полека да, шо знам да се... Да ти влегува под кожа. Некоја, под кожа. И сега во тие години нормално е симпатии, сето тоа, знаеш, сега кога ќе се заљубиш или нешто кога ти се Па фраер, па и свириш на девојката. Па сакаш да привличаш внимание и така тоа почна. Почнав на 13 години, брзо напредував. Јас многу брзо за тоа дека почнав на 13 години, јас веќе на 14-15, ја веќе свирев сериозни работи на гитара, што беа доста захтевни. Турски марш го научив од како почнав, а сам се научив. Секако гледав од луѓе овој свири вака, не сум бил кај некој на часови, сакав да кажам. Свири веќе турски марш. Многу тешки работи за гитара, многу работев. Тоа се тие мои 2-3 години работа за да после почнам да свирам, да тезгарам. Како што кажав, да не има по некој вестник, у некој емисија, мислевме дека сме некои фраери, звезди. Па и сте биле. Реално, мислам, и имате прилично бекграунд како група. И престанав со работа, зборам со вежбање, со творештво. Но така е се искуство. Така. Кога веќе зборуваме за морал, да ја раскажеме она приказна со Владко, кој што сите знаеме дека заврши како актер, нели тоа беше неговата официјална професија, но одлично се вклопи со вас и бевте една целина. Но имаше една интересна ситуација на концерт на Кале, кога тој ги искористи актерските способности, ама само Ивица знаеше што и како ќе се случи. Добро сте истражили, или сте можеби биле на овој настан, знаете за ова? Па знаеш како, секој со својата работа. Имаше, да, на Кале имаше еден настан, мислам дека беше некој фестивал, моторџиски фестивал, дали Волците тука го организира, дали беа забранено пушење, прљево казалиште, некој бенд, Ван Гог може би беа, не се сеќавам, имаше некои групи од Србија, од Босна и меѓу кои ние имавме настап. И Владче пред да свириме, вика, сега ќе вежбавме, вика, тука на факултет, вика, пад. Викам, каков пад, Владко? Паѓање. Додека стоеш и да паднеш, као да се онесвести. Викам, не се зафркавајќи си искршиш тука кабли поечава, вика. Не, немај гајле, вика, само не им кажувај на другите.
на Славчо и на Цалев, на бубњар. И окей, јас знаев. Завршува песната и сега треба да се почне, тоест он требаше нешто да каже на микрофон и сега чекат сите, ама он така убаво драматуршка пауза. Направи една драматуршка пауза и истемпира и кој што стоеше, а тоа беа некои портикабли, бините знаеме кој се, зашто се големи, и ако треснеш на нив многу се слуша. И он паѓа, како што паѓа и раци, нози, целиот стропа, брамо! Владко беше висок, 1,80 може би 1,90 м. И сега јас не гледав во него, јас видов како паѓа него, ја гледав реакцијата на Славчо и на Сале. Затоа што ти знаеш и гледаш како ќе изреагираат сега другите. Како ќе изреагираат. Сале рипна од бубневите и сега збунет и Славчо исто изреагира. Тоа беше секунда, две, не знам што да прави. Владко само стана, полека се изчисти, Славчо буквално така издиша и као после ќе видиш, знаеш, значи добра совладал техниката на и доби аплауз, пошто и публиката не знаеше што се случува кога стана, као он се насмеа тука. Так, и се свати. Имаме еден куп гафови, еден куп подешавки, случки, доста пријатни моменти. Така. Затоа жално замина Владче како што замина и должни сме му. И ние како морал, него и целата македонска музичка јавност му е должна еден настан како што и заслужува, и заслужува. Владко не беше само пеач на морал. Владко имаше собствена кариера и тоа доста успешна кариера. Он прв ја напуни Борис Трајковски. 12-15 години. Прв. Пред него мислам дека никој не ја напомни сам. Он ја прв напомни. Беше представник на Македонија за Евровизија. Значи, сите му должиме еден концерт. Доста години како почина. Океј, се случи короната, па трето, па пето. Али се надевам дека еве ќе потикнам можеби некој да го имаше една иницијатива, ама некако тоа се да не речам се расплини и сме должни еден концерт во негова чест да отсвириме и ние како морал и други колеги со кои што се работи. Така е, сигурен сум дека оваа иницијатива ќе се реализира. Како Ивица започна да реставрира и туги гитари, односно не само да ја средува и поправа свата, туку и останатите, и велиш дека да ми донесе гитара на Џими Хендрикс немаше да бидам толку среќен како што не ми се веруваше дека гитарата на Владко Стефановски имам во раце. Првата гитара. Ова го имаше во едно интервју мое. Како почнав? Тоа е љубов. Тоа е љубов спрема музиката, спрема гитарата. И по природа сум, знаеш, радознал, да кажем, радознал. Првата моја гитара акустична ја расторив, бев прва година средно ја расторив и се уште стои така, не сум ја средил. Сакајќи да ја унапредам, ствари ја средил. За да после си ја чепкав мојата, па друга, трета и така тоа со времето стекнав некое искуство. Реставрација, како реставрација, да, имам доста своји гитари, син ми исто почна да свири и нон-стоп нешто со него чепкаме, па менуваме овој врат на овие магнети. Почнав на пријатели, доста гитари, доста поправки, меѓу кои спомнавте за Владко Стефановски како најголемо име на овој дел од Европа. Не само како гитариста, како работник. Пример за тоа како треба да се работи оваа работа. Свирење секако тоа број еден, окей. Него таа дисциплина, таа истреност, респект. Тоа треба да биде школа за сите нас. Имаш трема кога работиш на ваквите гитари? Па, трема, не би рекол. Внимателност, како и на сите други. Јас не ги делам инструментите на скапа и на ефтина. Сите инструменти се добри, да кажам. Поради она енергија која што ја спомнавме. Па, таа енергија, знам некојаш знам да купам гитари, купам еве 2-3 нови, 2-3 стари гитари тука се наоѓаат. Многу интересни ми се старите гитари. Новата гитара ја фаќам и супер, знам дека тоа свири, дали е некој Гибсон од 1000 до 2000-5000 евра и супер е тоа. Старите гитари ме интересираат. Има нешто специфично, нели? Да, поготово акустичните гитари. И
Не знам, тоа е можеби моje видување, мој став. Нешто ме влече во тие гитари. Без разлика некоја гитара што никој не ја мари и вика дека нема тон. Јас како цело време да сакам од пепелашка да направам принцеса. Стара гитара, па ја чепкам, па и се радувам, попримала со времето, со годините, енергија, емоции. Кој знае колку веселби е поминала. Колку непроспиени ноќи имала и гитарата. Така гледам на работа, можеби на некој ќе му биде чудно, него еве тие гитари ми се предизвик. Така. Не само што ти се предизвик за да ги средуваш, да ги поправаш и така натаму, туку започна и целосно да изработуваш, да речам, самиот тој процес на рачна изработка, нели што би се рекло, што сите знаеме колкава би била вредноста, веќе имаш 2-3 гитари, тоа ти е од скоро време. Тешко ли е во ова индустриализација, во ова време на модернизам и технологија да се прави гитара, дали на крај се прави тоа за да биде исплатливо или чисто се прави за еден внатрешен мир и желба, нели, среќа? Да. Тино, како што самиот ти на почеток спомна, ова ми е хоби. Значи, ова не ми е бизнис, ова ми е хоби. Дали е тешко? Па, зависно како ќе гледа човек. Ова го сакам јас. Не ми е тешко. Ова ме опушта, ова ме, да кажам, расположува, растеретува. Сега да, си тражи време, си тражи внимание и искуство. Не може... Не е потребна овде само желбата. Значи, секако и љубовта. Треба и искуство. Јас почнав и изработив веќе неколку гитари. Во моментот работам еден телекастер. Тоа е за нашиот познат гитарист, джез гитарист Сашо Поповски. Тој е професор на Штипскиот джез одел. И при крај е таа гитара, многу скоро ќе биде средена и ќе биде извадена. Значи, тоа ми е мерак, тоа го сакам. Така. Има врска од кое дрво се прави, дали тоа дрво е на сонце, под сенка, каде ги наоѓаш материјалите? Имаме ли ние доволно ресурси, конкретно еве за изработка на добра гитара? Има Македонија секако. Секаде раста дрва, нели? Но има дрва некои кои што се потребни за гитара, не растат на ова поднебе. Тоа се афрички дрва, некои амерички, бразилски. Твоите гитари се од македонски дрва? Имам и македонски дрва, но имам и босански јавор, имам афрички абунус, индиски роузвуд, кој што се користи, имам доста материјали. Јас материјали купував последните 15-20 години купував. Не знаев кога ќе почна, едноставно само ги купував и ги складирав. Имам доста стар материјал. Морам да кажам, имавме фантастичен мајстор, со децении работеше и беше познат низ цела Југославија. Бранко Радуловиќ се викаше човекот. Тој е починат од Куманово и пред да почине тој ми понуди материјали, дали ме интересира нешто да купам и некои машини. И секој реков, да, зависно тоа која цена и што се продава. Ова е на кога знаете дека нешто ќе правите, ама не сте сигурни кога ќе го правите. Некаде при крајот, бидејќи многу брзо ни поминува времето, мора да ја раскажеме ситуацијата кога бевте предгрупа на Deep Purple, светскиот бенд, сите ние знаеме кои се и што се. Една интересна ситуација па со нивниот гитарист која што ја имавте, поврзано со нашата Јована Јованке. Тоа е Стив Морс. Да, со гитаристот имавме средба. Отсвиревме добар настап имавме со Морал. Кога завршивме, Стив Морс дојде позади Славчо вика, дојди Стив Морс, те вика. Јас мислев дека се шегува со река Славчо, остави да соберам. Дојдете, вика. Го прател нашиот настап и многу му се допаднал мојот израз, мојот начин на свирење и не се сретнавме онака уминување, него имав баш дојде за да што ми многу значеше на мене, тој е светски гитариста и многу добри зборови, многу комплимент за мене, за мојот начин на изразување. Тоа беше со Стив Морс. Но, Дон Айри се вика клавиатуристот на Deep Purple. Пред самиот концерт имавме дружба со нив и Дон Айри дојде и побара од нас да му покажеме македонска песна. Јас го разбрав дека ги собира каде и доди дека собира песни, за да се ги има како некој архив. Ја му освирев Јовано Јованке и он извади некој пенкалце тука, окей, ја нотираше, ја запиша по ноти, ја пробав, најде да пробам, па он ја пее,
Океј, толку. Инаку Дон Ери е многу познат клавиатуриста. Со Гери Мур, со Дейвид Бови, со Ролинг Стоунс. Од англиска поп-рок сцена со сите има соработувано. Инаку клавиатуриста на Deep Purple, после Џон Лорд. И добро, ја мислев дека тоа е за него. Супер, ние свириме, океј, ние отсвиревме, требаше Purple и сега дојде време да свират, да свири он соло партија. Која отсвири соло партијата и отсвири Јован Ким ја Тоа отсвири. во преполна сала. Не, тоа беше на отворено, беше тоа на... сега заборавив, како се вика, сега има трговски изгейт. На саем, на Скопски саем. Скопски саем, тамо беше. Се запрепастивме и публиката. Беше цела, мислам, тоа беше респект од нивна страна за луѓето дојдени. Ама имал добар учител. Добро, сите бевме тука со морал, јас ја отсвирив со гитара, он ја нотираше. Пеја сите тие, не знам, 5000, 7000 колку луѓе беа, за да на тој ден, кога свирев, ми стигна порака на телефонот, сопругата моја. Пораката гласеше: Ивица, ќе бидеш по втор пат татко. Мераци на сите страни. Каков ден? Моја група, каков ден. Океј, тоа се случи. За да после 15 години, тоа лани, не, преклани доваѓа Deep Purple пак. И син ми беше на концерт. Јас, за жал, не можев да отидам. И он ја знае приказната со Дон Ери, со Јованка, и вика: тато, супер, сето тоа он уживал. Слуша и он таква музика. И вика, клавиатуристот свиреше пак соло, викам: супер, ама знаеш, викам, шо? Јованке, вика, свире, стварно. Пак? Да, Јован. Он дисциплиниран човек, он се чува тоа. Настан, да. И отсвирил, вика, целата сала, тоа беше во Борис Трајковски, цела сала пееше. Каква чест е ова. Синот за кој што добивате известување дека ќе дојде на свет, после 15 на години го има на истиот концерт, на истиот бенд. Вау. Веројатно некои работи навистина не се случајни. Ја отсвиревте Бистра вода со синот, имаме едно добро видео, така што мислам дека тоа ќе биде еден убав завршеток на денешното наше гостување. Кажав дека навистина ќе ни недостига време, но ти благодарам за сите овие приказни. Остани да го работиш она што најдобро знаеш, а тоа е музиката, и да се слушаме и гледаме за убави работи. Фала Тино на поканата, се надевам ќе се видиме пак. Добар ли беше муабетот? Фантастично. Добро е, морам да проверам, ти благодарам уште еднаш. Во продолжение ќе го слушнеме Ивица Јорданов заедно со неговиот син во изведба на Бистра вода, а веднаш потоа продолжуваме со магазин Здравје. Се гледаме утре.
Почитувани гледачи, продолжуваме со делот Наменет за здравје. Колку се важни патронажните сестри? Може ли здравствениот систем да функционира без оваа служба? Моја денешна гостинка со која ќе разговараме на оваа тема е Миријана Трајановска, дипломирана медицинска сестра која 30 години работи како патронажна во Здравствен дом Скопје. Добре дојдовте во магазин Здравје. Добар ден и добро ве најдов. Јас во најавата кажав колку се важни патронажните сестри, меѓутоа имајќи во предвид каков е бројот, односно дека не дупло, туку многу повеќе е намален бројот и немаме патронажни сестри, важни се тие во здравствениот систем? Многу важни. Ние сме првите кои доаѓаме во контакт со новороденчето, со мајката кога ќе се породи, кој ќе се врати во домот. Ние сме првите кои што можеме да дадеме совет како да се негува, како да се одгледува новороденчето, па и понатаму сите оние битни работи околу развојот, правилниот развој и развиток на новороденчето, односно доенче, па и понатаму мало дете, ние ги следиме од наша страна како стручни лица, можеме да дадеме своји сугестии, можеме да дадеме совети, можеме при разни состојби кога се работи за некакво отстапување од нормалите да дадеме совет како да се обратат за помош, што да се направи во таква ситуација. Покрај тоа што следиме развојот и растот на новороденчето, следиме како мајката се снаоѓа во таа нова улога, многу значајна улога. Тоа е уште побитниот момент. Јас секогаш велам здрава мајка значи и здраво новороденче. И кога ќе го кажете сето тоа колку се важни патронажните сестри, вие сте на територијата на општина Карпош. Во Карпош функционира само една патронажна сестра. Во моментот само една патронажна сестра за 64 жители, бројка 64.000 добиена со најновиот да попис. Да, 64.000. Со најновиот попис добиена бројка, тоа е. И како може таа една патронажна сестра да стигне сегде? Никако. Ако мене ме пражувате, значи тоа е невозможно. Апсолутно. Ако знаеме дека по правило ние би требале да функционираме на мини реони кои што треба да имаат од 4.500 до 6.500 жители. И така беше, додека ние бевме со бројка околу 18 сестри, меѓутоа сега тоа е невозможно. Значи на 64.000 жители, со оваа бројка би требало да бидат 10 патронажни сестри, а ние имаме во моментов една. Ѓорче Петров на 45.000 жители, имаме во моментов 2 сестри. Малце подобра ситуација ни е во Сарај, каде што се околу 35.000 жители, а таму се 5-6 сестри, меѓутоа тоа е рурален дел. Таму е друг проблемот, таму е друга проблематика, да. Подалечно е местото за да се посети семејството, некаде мора и по пола сат и саат да се пешачи, затоа што ние своји возила немаме, односно немаме службени возила. Так. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Вчера имавте втор симпозиум на Друштвото на патронажните сестри. Мотото е ова е наше време за да дојдат подобри времиња. Да. Ова е наше време затоа што ние сметаме дека сега сме во можност да придонесеме со нашето знаење, со нашето искуство, да се овозможи оваа служба да продолжи на начин што ќе примат нови сестри, млади сестри, да ние со нашето искуство ги обучиме, им покажеме како треба да се работи оваа работа, затоа што ова е многу специфична работа, значи пациентите не доаѓаат кај нас, туку ние одиме кај нив и тоа е веќе сосема поинаков пристап на однесување, на давање совети, на давање препораки. Комуникацијските вештини тука се многу битни и тоа е нешто што се учи со праксата, со искуството, тоа нешто не се учи од книга. Не само оваа служба, патронажната служба, вкупно целокупниот здравствен систем има потреба од нови вработувања кои што еве со години не се реализирани, односно не добиваат одобренија. Колку е намален бројот на патронажни сестри во нашава земја? Па јас мислам дека е некаде преполовен, можеби и помалку, затоа што со
пред симпозиумов во контакт со многу од колешките од другите градови добив информации дека не е ни туа онаа бројка што претходно ми беше кажана некаде во април месец кога правев анализа на бројот на патронажни сестри, значи секаде има веќе и од тогаш до сега, значи за година дена намалување, каде 2, каде 1, каде 3 сестри, значи може да збориме дека 1/3 од онаа бројка која што сме биле некогаш сега работат како патронажни сестри. Имаме градови во Македонија каде што воопшто не постои патронажна служба. Тоа важи, например, за Пробиштип, за Кратово, Крива Паланка, значи за таму имам информација дека веќе нема патронажни сестри откако заминале во пензија. Како здружение, нели здружението за нас, што го правите или на што алармирате за да се подобри оваа состојба? Здружението за нас е единствено здружение кое до сега се обиде да не заштити нас како профил. Значи, како здравствени работници, како битен сегмент од целокупниот здравствен систем во Македонија, здружението се труди да го дооформи и да се конечно потпише законот за сестринство. Значи, тоа е приоритетна задача на која што работи една наша комисија од здружението заедно со Министерството за здравство. За малку беше и да се потпише законот, мислам дека фалеа уште некои финеси, некои доработки на некои закони од страна на претходниот министер и после тоа нели процедурално како оди да се одобри од министерство, односно од собрание, да се гласа, да се разгледа. Законот за сестринство во секој случај ќе ја дефинира нашата работа на работните места, нашите ингеренции, нашите одговорности и нормално со тоа има можност и онаму каде што се отстапило со неправилно работење да се казни или да се унапреди пак оној кој што има свој допринос во унапредување на работа на оделение, на клиника, на без разлика на тоа работно место каде што работи медицинската сестра. Со овој закон мислам дека ќе може и да се изрегулира ова што сега ни се случува. Значи примивме толку многу сестри со договор на дело во ситуацијата пред ковидот, значи меѓутоа сега немаат. Меѓутоа тие сестри не им се продолжи договорот, останаа без работа. Некои од нив јас колку што знам се уште идат на работа, меѓутоа не земаат плата. Значи, овој закон би требало на некој начин да го дооформи тоа подпишување на такви договори на дело, па да можат тие сестри да се изборат за понатаму да продолжат. Факт е дека ни фалат сестри, факт е дека ни фалат квалитетни кадри и зашто да ги испуштиме овие што веќе стекнале некакво искуство. Да, меѓутоа поради токму овие бирократски, административни, не знам како да ги наречам, причини, пропусти, голем број не само сестри, туку голем број на работен на медицински кадар кој што работи со договор на дело не зема плата овој период. Велите здруженијето да ве заштити како служба, меѓутоа доколку не се дозволуваат вработувања, доколку не се регулира ова со договор на дело, стравувате ли дека може да исчезне оваа служба, да ги нема повеќе патронажни сестри? Многу пати тоа сум го и потенцирала на разни состаноци кои што ги имаме и со нашата управа во здравствен дом и на други собери каде што се дискутирало на оваа тема, работилници, дека токму тоа ќе ни се случи, дека за некоја година ние веќе ќе немаме патронажна служба, ќе немаме патронажни сестри. Која како заминува во пензија, ние нови кадри не добиваме. Ем сме малку, ем не постасуваме да ја завршиме работата, со тоа самото се ствара проблем за квалитетот на нашата работа. Ако сме ние повеќе, секој од нас ќе има повеќе време да се посвети на посетите и да направи повеќе посети по оној план како што порано работевме. Сега не сме во можност, сега можеме да појдеме еднаш, евентуално 2 пати да го видиме новороденчето и одиме на друго, затоа што сметаме дека првите денови од животот на новороденчето и мајката кога ќе се судри со тој проблем се најважни да ги посетиме и да ги обучиме за да не се направат тука најголемите грешки. Токму така, еве да се вратиме на она што е вашата работа. Како знаете и дали имате и списоци, каде треба да појдете? Така. Имаме наша колешка која што таа е работна задача, секој ден поминува во породилиштата во Чаир и во државна клиника, значи на гинеколошко-акушерската клиника.
и ги зима податоците од породените. Меѓутоа, многу често се случува да имаме неточни податоци, затоа што вообичаено сега, посебно кога се работи за млади брачни парови, нели уште не е сменета адресата на живење, па во протоколот е таа мајка запишана со стара адреса. Ако ние добиеме таа стара адреса, ќе потрае време додека да ја најдеме на вистинската и задачата на нашава колешка што ги зима податоците е токму тоа, да контактира лично со мајките и да они самите се изјаснат точно на која адреса ќе живеат, односно на подручје на која општина ќе живеат. Так, пред да продолжиме како всушност изгледа вашата теренска работа, имаме гледач на линија, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Сакам едно прашање на гостинката сега, дали е во врска со темата касно се уклучи. Ќе може ли да ми одговори со овие што се со договор на дело, што работат работници, сестри, болничари? Добро. Едно прашање, ако може да ми одговори. Сега се случи, луѓето договорот на дело го подпишаа сега во март месец, а обично го пишуваа во јануар. Луѓето работат 2 месеци без плата, јануар и февруар. Сега го подпишаа договорот во март и земаа плата за март со закъснување. А за јануар и за февруар, како ќе го реше здравството проблемот, луѓето работија без договор 2 месеци, плата нема. Дали ќе може да ми одговорите? Да, јас ви благодарам во секој случај за јавувањето. Ние зборувавме за договор на дело, сепак ова е медицинска сестра и споменавте вие дека ова е проблем во патронажните, проблем. да, дека не им е подпишан, не им е продолжен договорот на дело. Ние секако за тоа ќе се обидеме да добиеме подетелни информации од Министерството за здравство, зашто толку луѓе беа оставени без плата, а работеа, еве и за овие што подпишале во март, меѓутоа јануар и февруар едноставно како да не постоеле, односно како да не работеле и не зеле плата. Во секој случај ќе се обидеме да добиеме подетелни информации од здравствените власти. Ве прекинав и од кога ќе го имате нели тој список, кога ќе знаете оваа вашата Не сестра? споменав само дека добиваме и податоци од приватните породилишта, значи добиваме и од Систина, добиваме и од Ремедика, меѓутоа таму знае некогаш и да биде малку со закаснување, некогаш да знаат и по месеци два да каснат податоците. Летово така ни се случи со Ремедика, така да нашето појавување после месец дена на врата ке мајката ќе рече нормално: ама јас сега веќе немам проблеми, јас веќе добро се снаоѓам со новороденчето, не знаат, односно не сваќаат дека не е наша вина, затоа што ние податокот сме го добиле многу касно. Инаку, штом добиеме податок за новороденче, ние по телефон контактираме со родителите, со мајката, прашуваме дали имаат потреба од наша посета, значи сепак е нивна волја дали ќе не примат или не, и после тоа се договараме за посета, кога ќе ја реализираме. Сега во последно време имаме можност и преку мој термин да ги добиваме податоците за породени, меѓутоа и таму има недоследности, и таму има погрешни адреси, и таму се уште тој систем во однос на нашата работа, во однос на нашиот делокруг на работа, има се уште неправилности и не секогаш ни е од корист. Некогаш да, меѓутоа не секогаш. Значи во овој дел имаме, како да ги кажеме, мали административни пропусти кои што треба да се надминат за да ги добивате на време сите тие податоци, за на време да се појавите на врата кај родилката. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Јас искрено не сум во тек баш за овој разговор, меѓутоа темата е таа што ме интересира. Имаме новороденче од петокот, денеска мислам дека е среда. Така. И реално ми треба патронажна сестра. Породена е на клиника, живееме во Козле. И ова ме интересира на кои, слушам дека по општини нешто биле треба ги праќаат патронажните. Да, сакате да знаете кога ќе ви дојде патронажна сестра. Да. Токму тоа и го зборувавме колку многу фалат патронажни сестри. Ова е предпоставам вашиот реон Козле. Да, нашиот реон е Козле, меѓутоа колешката што работеше Козле излезе од нашата служба, се премести во друг оддел, нормално поради здравствени проблеми. И сега тој терен буквално не го работи никој. Се обидуваме да излеземе во пресред, кога ќе ни се јават, кога ќе побараат од нас посета, било која од нас која што е во можност, која нема закажано посета на својот терен. Предпоставам тоа и беше прашање на гледачката дали сама треба да се... Ќе одговорам, нека се јават на телефонскиот број 20333557.
Значи тоа е нашиот службен телефон кој што функционира наутро додека сме таму, додека не сме излезени на терен, значи некаде до 9:30, 10 саатот. Ова важи и за сите оние кои што на реонот на Карпош, Ѓорче Петров или Сара имаат потреба од нас, а не добиле се уште посета, да се јават на овој телефонски број, да си кажат каде живеат, со точна адреса, ние ќе се обидиме да им излеземе во пресрет. Значи во ситуација кога имаме недостиг на нови вид на кадар, вие мора на овој начин да функционирате за да бидат и задоволени и еве родилките, оние што се породили, меѓутоа и вие да си ја завршите вашата работа. А што всушност значи првата посета? Што е тоа што го прави патронажната сестра која ќе се појави во дом каде што имаме нели новороденче? Па ние почнуваме прво со тоа што нормално ќе ги прегледаме прво новороденчето, нормално и мајката ќе ја прашаме за нејзините моменталната здравствена состојба нејзина, каков проблем има, дали некаков проблем има. Го прегледуваме новороденчето со тоа што неговиот изглед нас многу ни кажува дали е детето добро, дали добро цица, дали напредува, дали не напредува. Поставуваме многу прашања, следиме све околу нас што се случува, како изгледа кожата на бебето, остатокот папчето дали се отпаѓа онака како што сакаме, како да го негуваат во тој прв период. Многу пати родителите се во недоумица како да го искапат своето новороденче, буквално помагате во тој дел да им покажете? Да. Значи, ако од нас биде побарано, демонстрираме какво е капењето, на кој начин даваме совети околу негата, како да се негува новороденчето, значи нивната кожа не е иста со нашата, си има начин како треба да се третира. Најмногу сме посветени и даваме приоритет на начинот на исхрана. Значи, доењето е секогаш за нас приоритет. Се трудиме секоја мајка да ја научиме како да дои, да се надминат проблемите, затоа што скоро секогаш ке првороденче има проблем со доењето. И тука најмногу мислам дека можеме да советуваме, најмногу да помогнеме, да обучиме како тоа мајките да го прават правилно, за да имаат корист и новороденчето и мајката. Ќе продолжиме околу овие ваши први посети. Имаме гледач, повелете во програма сте. Здраво. Добар ден, повелете. Сакам да кажем само пофални зборови за патронажната сестра. Во мојот случај, породена пред 5 години, значи реон Карпош. Бев отпуштена со царски рез после 6 дена, дојдов дома со притисок, со така нелагодност во самиот тој процес. После неколку дена дојде патронажна сестра, ми го побара отпуснато писмо, кога прочита дека јас треба да идам на трансфузиологија со многу високи дедимери, кои што во болница не ми кажаа дека треба да одам. И така, јас сум благодарна за оваа работа и мислам дека и сметам дека треба да има повеќе патронажни сестри, сепак поготово за првородените дечиња, значи треба и како, ако нема ни баба, во вашиот случај била од корист патронажната сестра и во делот на здравствениот аспект, така? Јас ќе седев дома со притисок, со дедимери 4000 и нешто и така, ќе си терав до кога не. Так, во секој случај, мислам дека треба за тоа и се јави, значи треба се повеќе да има. Така, јас ви благодарам за јавувањето и ви имаме и друго искуство, значи при овие први посети, значи го барате и отпуснато писмо. Мораме да видиме што се случувало со новороденчето во породилиште, дали отстапува нешто од нормалата, ги следиме параметрите, значи крвната слика што е таму направена, колкав е билирубинот, односно показателот за тоа колкава е жолтицата ке новороденчето, ја има, ја нема. Тука е посебно важно да се обрне внимание на родителите колку тоа дете смее да спие, да се буди, да се активира, да цица, за да таа жолтица се надмине, а не да дое во ситуација да се концентрира повеќе, па да мора да се врата. Но и во случајот со гледачката се нашла патронажната служба и за незината здравствена состојба, предпоставувам поради дали намерен, ненамерен пропуст од самото родилиште. Јас мислам дека и мајките
мајките кога ги испуштат од болница се возбудени. Премногу возбудени се, едва и чекаат да си појдат со новороденчето дома, некогаш можеби навистина е направен пропуст, меѓутоа некогаш можеби не знаеме дали е намерно, ненамерно, тоа се како е. Можеби нив им е кажано дека треба да примат клексани, дека не слушнале или не разбрале. Ми се случило и мене на неколку пати тоа, да отидам да видам дека пишува дека треба да прима клексани, дека мајката не знае. Но во случајот, значи патронажната сестра била навистина од корист. Да, и веднаш ги упатувам, веднаш да си ги земат, да ја земат терапијата, ги упатувам како да ја даваат, ако немат можност некоја сестра, здравствен работник да им става, обучувам некого од семејството, обично, или сопругот, или мајка, кој е посплетен, кој нема страв, како да се дава таа терапија, значи на лице место им покажувам и ги информирам дека по завршување на терапијата мора да се направи контрола на дидемерите и хемостаза во Институтот за трансфузиологија. Колку е важна и самата комуникација со мајката, дали таа се ви кажува како што треба и колку спи, како јаде и дали цица, дали не цица? Тоа е најбитниот момент. Ако успеете да воспоставите вистинска комуникација со мајката, тогаш ќе има и прогрес, ќе има напредок, ќе има бенефит од нашата посета, ќе имаат користи мајката и бебчето. Значи, многу е убаво кога мајките ќе прифатат тоа што ние им го кажуваме. И сега се знаете како родителите во голема недоумица од голем број на информации кои што можат да ги прочитаат на интернет. Една од нив е, претпоставам, на која што наидувате се и пелените. Се, значи околу многу работи имаат недоумици и сега обично ние кои ќе дојдеме, јас кажувам, јас зборувам од моје искуство. Значи едно е што имам теоретски знаења, меѓутоа праксата и искуството ме научиле на многу повредни работи и обично секогаш настапувам така со моите практични совети и кажувам и како да се користат пелените и како да се негува кожата, на колку време да се менуваат, да следат мокрење, какање кај новороденчето. Тоа се многу битни работи за првите денови, за да знаеме дека влегува во некој ток, во некоја нормала и дека детето се добро адаптирало на домашните услови, а исто така и дека мајката доволно добро се труди да го негува, да го чува, тоа ви е да го првата храни. посета. Кога е втората и дали тогаш гледате колку тоа што сте го кажале навистина се применува? Да. Обично порано си одевме почесто, кажувам, кога бевме повеќе. Сега јас на мајките им оставам мој мобилен телефон, за да ми се јават кога ќе падне папчето, за да можам тогаш да го проверам. Значи, тоа не е момент кога треба да провериме дали тоа папче заздравува онака како што треба или може би има дополнително потреба од некаква интервенција за да ги упатиме ке матичниот лекар, например, за лапизација. Инаку тоалетата на папчето ја правиме. Ние тоа едноставно им покажуваме како да се направи и ги учиме како и понатаму да се односно како да ја прават тоалетата на папчето. Точно она што рековте, можеме да приметиме веќе на повторната посета дали детето иде напред, дали напредува или не напредува. Нашето веќе око е многу искусно. Можеме веднаш и да приметиме дали жолтицата пораснала или се намалила во текот на тие денови. И ако има некаква потреба дека не ни изгледа новороденчето онака како што ние очекуваме или како што треба, да ги упатиме веднаш кај матичниот лекар да се провери тежината или да се провери билирубинот при жолтица. Значи, можеме да процениме какова е состојбата со самото тоа што мајките ни даваат информации, кажуваат, цица толку време спие, толку време се буди, не се буди. Во принцип ги почитуваат препораките што сте им ги дали при првата посета? Во голем дел да. Во голем дел да и мислам дека ние некако и делуваме да ги смириме. Тоа ние мислам и баш на поентата на нашата посета, затоа што кажав, они се многу вознемирени, во забуна, кого да слушаат, едни велат особено вака. Особено тие што имаат прво дете. Едни велат вака, едни велат така, на интернет прочитале нешто друго. Па едната баба кажала така, другата баба така. Во болница нешто е спомнато, нешто неслушнато и така да ние на некој начин ги разрешуваме тие дилеми, а секогаш ни е целта да ги смириме родителите, да прифатат дека родителството е убава работа, дека треба со смиреност и со трпение и со упорност да се
навикнуваат на новите активности околу новороденчето и него да го навикнат, да го адаптираат на нивниот нормален начин на живење. Так, а бидејќи веќе сме на самиот крај на емисијата, ви ми останува да ве прашам како стигнувате на терен, како одите на посетите кај мајките? Јас лично одам со велосипед, кој што е веќе 34 години сум патронажна сестра, од кои што 33 години го возам велосипедот. Мене ми е тоа најефикасно средство, затоа што Така го избегнувате тој сообраќајен хаос да заглавите со автомобил. Така, полесно се движам, побрзо стасувам отколку кога би користела автобус или кога би одела пешки, затоа што некогаш е невозможно од едниот крај на општина Ѓорче Петров до другиот крај да стасате, значи се губи многу време. Да. Јас лично сум го избрала тоа средство, меѓутоа другите колешки голем дел од нив одат со автобус, па одат од последното место каде што можат да стасат со автобус, понатаму уште пола сат до сат пешки, значи такви ни се селата, еве, ни Киштани, такво ни е, да речеме, Кисела Јабука, такво е Грчец, Крушопек, Горна Матка, значи тоа се села каде што и нема постојано автобус. Така да, ако немате лично свое превозно средство и не можете така брзо да стасате. Не само што сте малку на број, меѓутоа и очигледно и самиот транспорт за да одите на место, на лице место ви е отежнат. Миријана, јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка, што ни споделивте и што ни кажавте колку е важна улогата на патронажната сестри, да се надеваме дека некои од здравствените власти не слушаат и напротив нема да згасне оваа служба, туку ќе има вработување за навистина да им се најдат на мајките, на бебињата и да ги добијат сите оние и совети и нега која што е неопходна веднаш после раѓањето. Сакам само да напоменам дека вчера во склоп на симпозиумот што го имавме за патронажни сестри, јас имав една моја презентација за раното откривање и детекција и интервенција кај проблематична употреба на интернет. Ова е нешто што е иднина, што ние како патронажни сестри и текако можеме да го видиме на терен кај предучилишните деца, училишните деца и каде што можеме многу да делуваме. Значи не е само новороденчето и мајката. Тоа ќе ни биде една следна тема за ваше следно гостување за да објасниме кои се проблеми. И тука се наоѓаме во тој сегмент, а ја мислам дека тоа е многу битно за иднината на нашата младина. Токму така, ова ќе ни биде една следна тема каде што ќе бидете повторно наша гостинка, дека што ќе зборуваме на оваа тема. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви благодарам за можноста да се искажеме вака јавно на телевизија, да ги кажеме нашите проблеми и се надеваме дека ќе допре до оние кои што треба да помогнат во решавање на проблемот. Токму така, јас како што кажав, ги повикав, односно се надевам дека здравствените власти не слушале и дека ќе помогнат во вработувањето на патронажни сестри. Она што сега следува е блокот реклами, па се враќаме во студио. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание. Се гледаме повторно утре во истото време. До тогаш имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.